Почитувани, пред само неколку дена владата донесе одлука со која официјално почна реорганизацијата на јавните здравствени институции во Прилеп, па така во една установа ќе се спојат болницата, здравствениот дом и итната медицинска помош. И додека целиот свет и сите европски влади се посветени на борбата со пандемијата преку обезбедување на вакцини, нашата неспособна влада, која нема обезбедено ниту една вакцина досега, ја замајува јавноста преку соопштенија и како тоа граѓаните ќе добивале поквалитетни услуги на едно место преку преземање на овој чекор. Она за што сведочат граѓаните е дека состојбата во здравството е поразителна. Дисфункционалноста на здравствениот систем ја чувствуваат на собствената кожа, оставени на милост и немилост. И додека власта допрва ќе се занимава со некакви анализи, прекројување на буџет, намалување на членови на управни одбори и спојување на возни паркови на здравствените установи во Прилеп, квалитетните кадри и медицинскиот персонал заминуваат од Македонија во потрага по поквалитетни услови за работа. Пред само 3 дена во јавноста одекна голем скандал, поврзан околу снимен разговор. Па од она што можевме да слушнеме, прашуваме: дали за склучување на договор за вработување во болницата е потребна консултација на партиските послушници со директорот Богоевски и партијата? Дали партискиот амин е клучен за тоа дали некој ќе се вработи или не? Дали сте свесни дека го бркате високо квалитетниот кадар, кој наместо тука да работи и да придонесува во здравствениот систем, треба да слугува и да ги оправдува погубните политики на СДСМ? Почитувани, иако власта ветуваше дека ќе се почитувал и вреднувал квалитетниот и професионален кадар, сепак на крај живот во Македонија донесоа само за партиските пулени. Болницата тоне во огромен долг од околу 30 милиони денари, а здравствениот дом во долг од околу 15 милиони денари. Прашуваме, дали е вистина дека на местото на актуелниот директор Драган Богоевски како директор на болницата со проширена надлежност доаѓа поранешната пратеничка Кети Смилеска? Дали причината за ваквото кадровско решение може би е лошото менаџирање со болницата или пак причината лежи во друг уште поголем скандал? Јавноста заслужува одговор на овие прашања. Потребно е одговорно, транспарентно и домаќинско работење каде ќе се ценат стручноста и компетентноста на поединецот. После смена на власта ќе ја вратиме довербата во институциите. Тоа е наша обврска и должност во интерес на нашите сограѓани. Ви благодарам.